Како и секогаш, така и на овие локални избори, СДС излегува без програма и без конкретни проекти. И на овие локални избори, нивниот кандидат за градоначалник Илија Јовановски повторно ги понижува Прилепчани. Неговите секојдневни настапи и презентации на наводни проекти се само лист хартија, без направени студии, рокови на изведба, консултации и планови. Јовановски ветува дека за својот мандат ќе го гасифицира Прилеп и ќе изградел 30 километарска гасоводна мрежа во градот, а при тоа гасот ќе го увезувал со цистерни од соседни држави. Навистина несериозно од човек кој претендира да стане градоначалник. Меѓутоа, неговиот тим лошо го информирал. Гасификацијата е проект кој го започна претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ и проект кој требаше да значи целосно намалување на енергетската сиромаштија и ефтин енергенс за стопанството во Прилеп. Имено, во април годинава, во регионот на Прилеп, започна реализацијата на четвртиот магистрален гасовод Неготино-Прилеп-Битола, кој е во должина од 92 километри и во вредност од 37 милиони евра. Изградбата на овој гасовод се одвиваше без застој и со полна пареја се до доаѓањето на СДС на власт. Сега, од реализацијата на овој најзначаен за домаќинствата и компаниите проект, видлива е само обележаната траса, каде веќе подолг период нема никаква механизација. Прилепчани треба да знаат дека нивниот град ќе беше целосно гасифициран до крајот на идната 2018 година. Наместо да ги лаже своите сограѓани, Јовановски треба да ми објасни на прилепчани зошто е запрена изградбата на гасоводот, кој значително ќе ги намали трошоците на прилепчани, особено во зимскиот период. Почитувани сограѓани, Прилеп не смее да си дозволи ваква несериозност. За среќа, граѓаните ја препознаваат ваквата демагогија и лаги на СДС. Тоа е видливо од поддршката која ја добива секојдневно ВМРО-ДПМНЕ и Маријан Ристевски.